Седницата на Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз се уште е во тек, иако според последните информации што ги имаме, веќе на самиот крај и на чекор сме до тоа да ги дознаеме конечните одлуки на Централниот одбор во делот на кадровските промени, односно за новите членови да дознаеме на извршниот одбор, како и конечно да чуеме кои се новите челни луѓе на одредени партиски позиции, како например двете подпредседателски и организацијски секретар, позицијата која што останува испразнета по ставките кои што следува по локалните избори. Со одлуките на Централниот одбор на СДСМ јасно е дека треба да се комплетира првиот чекор од онаа најавена внатрешна реформа на партијата по поразот на локалните избори, односно на 2 декември лидерот на партијата Венко Филипче побара од 13 членови на извршниот одбор на партијата да си поднесат оставки од партиската функција со што би покажале пред јавноста дека ете тоа го прават како чин на морална одговорност поради лошите резултати на партијата. Останаа испразнети двете подпредседателски позиции на Ана Чупевска и Методија Илиевски, и сега тие ќе ги заземат Јована Тренчевска и докторот Александар Трајановски, кој беше кандидат за градоначалник на аеродром на последните локални избори. Останува отворено прашањето кој ќе биде организацијски секретар на партијата, а за позицијата генерален секретар на партијата јасно е дека старо ново име на таа партиска функција ќе биде Александар Саша Димитриевич. Како што кажав, се уште чекаме официјално да добиеме известување дека е завршена седницата на Централниот одбор, пошто се очекува свое обраќање да има лидерот на партијата Венко Филипче и да ги образложи одлуките на Централниот одбор, односно да ги открие оние имиња кои што се уште се тајна за јавноста, кои што не се знае кои ќе бидат луѓето во новиот извршен одбор на партијата, но најавено е дека тоа ќе биде спој на младоста и на искуството, односно на политичари кои што се уште не се политички профилирани и кои што не се доволно познати за јавноста, но се вистински придонес со свежи нови идеи во ова партиско тело, а од друга страна тука би биле искусни кадри, односно луѓе кои што биле носители на социјалдемократските политики и во минатото. Како што кажав, се очекува да има свое обраќање лидерот на партијата, а ако тоа се случи во текот на овие вести, гледачите ќе имаат можност изворно да чујат од него образложение на одлуките на Централниот одбор, а ако не, тоа ќе биде пренесено на веб страницата на Телма телевизија.